Почитувани гледачи, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска, вечерва ваш домаќин. Слободното и мирно изразување на своето мислење е витален дел од секоја демократија. Но за жал, секојдневно новинарите се цел на напади. Се почести и почести се нападите кон новинарите на социјалните мрежи. Последен во низата е нападот врз новинарката Ирина Радовановиќ, која е моја вечерашна гостинка. Друштво во студиото ни прави и нашиот колега новинарот Цветин Чиливанов. Добро вечер и за двајцата. Вечерва тема во отвореното студио нападите и заканите упатени кон новинарите. Ирина, на социјалните мрежи добиваше заканувачки пораки, смртни закани. Дали се откри кој тој што ги праќаше пораките? Случајот го пријави и во полиција. Што пишуваше конкретно во тие пораки? Вака, во првата порака пишуваше дека најмал проблем ќе ми биде тоа што ќе остана без работа. Дека ќе бидам однесена во Идризово, затворена, и дека таму секој ден ќе се изживуваат врз мене. Тоа беше првата порака, вака благо кажана од моја страна. И таа порака ми стигна негде 2 март и кога разбрав дека и на други луѓе истата личност, таа Славица Петковска, им упатува такви пораки, некако решив тој случај да не го пријавувам во полиција и да не му давам толку големо значење. Меѓутоа, јас многу се изненадив што после 2 месеци ми стигна уште една порака од истиот профил. Тоа е лажен профил. Јас претпоставам дека позади тој профил се крие машка особа. Значи нема слики, нема пријатели. Се гледа дека е лажен профилот и дека е отворен наменски за да се заканува на неистомисленици. Значи да плаши. Сега не знам што се крие, кој стои позади тој профил и на што се е подготвена таа особа. Значи, што такви пораки пишува, не се работи за некој што би рекол што е понормален човек. Во втората порака пишуваше дека се смениле плановите за мене, дека ќе бидам однесена во душевна болница на Косово, таму ќе се живуваат врз моето тело и потоа ќе ме носеле во жолтата куќа, а знаеме, нели, жолтата куќа имаше извештај од како се викаше? Совет на Европа. Од Марти, Дик Марти, имаше дека таму им се вадени органи на луѓе за време на војната. И сега, значи, и дека ќе бидат, и особава пишува дека ќе бидат таму извадени органите и дека ќе бидат продадени. Враќаше ли на тие пораки кога ти стига во приватна порака на Фејсбук? На втората, да. И напишав нешто, сега имаше нешто напишано, демек мојот мозок нема да го продаваат, оти бил многу испран, покрај тоа што бил испран, бил и болен. И напишав само, не знам, после вакви пораки, не знам чив мозок е болен. Демек и кој тука е фашист, кој е демократ. И тоа беше, и после лицето се деактивира, значи го деактивира профилот. И тогаш решив дека јас морам нешто да преземам, оти не е една порака, тоа е втора порака, и јас не знам кој стои позади тој профил. И во полиција дури ми рекоа, демек, вие многу несериозно ги сваќате, општо се сваќаат заканите што се упатуваат на социјалните мрежи несериозно, меѓутоа и тоа се закани и тие треба да се свата сериозно. И сега очекувам да биде пронајден. Кој се крие позади тој профил? Да, кој се крие позади тој профил. Дали откако еве за јавно проговоре и во медиумите за овој случај, за заканите кои ги добиваш, имаше ли некоја реакција повторно, некоја заканувачка порака? Па немам деновиве, откога го напишав, меѓутоа не дека ме изненади, значи кога видов дека многу луѓе има што им е мило што
мои неистомисленици, нели, што не се загласуваат со неа што го пишувам, јас се запрепастив колку им е нив мило, како едва и да чекаат да видат крв на некој неистомисленик. Тоа ме изненади, од јас, например, на никого не посакувам, па колку и да имам различно мислење со него, на никого не посакувам ништо лошо да му се случи. И тоа ме изненади дека постои некоја злоба кај луѓево, желба за освета. Со што веруваш дека си испровоцирала некој за да ти се закани смртно? За да добиеш вакви закани по твојот живот? Со твоите последни колумни, нели можеме да ги прочитаме, веруваш дека тие се причината за да добиеш вакви закани? Да, во моите колумни воглавно пишувам за, ги кажувам моите ставови за тиранската платформа, дека јас не се согласувам со тиранската платформа, дека верувам дека таа платформа ќе доведе до федерализација на Македонија, значи е доведено во прашање постоењето на Македонија, доколку тоа се исполни како што бараат албанските партии, и се гледа дека постои една атмосфера помогнати од меѓународната заедница, дека се оди на тоа да Македонија го смени името. Името како проблем задира и во идентитетот на македонците. Значи, целта е овде, се отвара прашањето за химната, се отвара прашањето за знамето, се отвара прашањето за грбот. Значи, овде е плано да се направи една нова држава, да се избрише она се што е македонско и се што постоело до сега. И јас сум против тоа, нормално, дека не се согласувам со такво нешто. И тоа се моите ставови. И сега тоа значи, се спроведува со помош на СДСМ, албанските партии, и тоа го да речам, поддржано од меѓународната заедница. И јас сум против тоа. Тоа се моите ставови. Тоа пишувам. Воглавно, значи, тука се... Така. Цветин, ти си дел од Македонската асоциација за новинари и за овој случај имаше веднаш реакција. Велат, Македонската асоциација на новинари најостро реагира на заканите кон новинари кои се позачестени и доаѓаат од социјалните мрежи, најчесто и преку лажни профили, кои немаат фотографии, пријатели во листа и очигледно се наменски отворени, се со цел закана кон неистомисленици. Последните закани кои беа упатени кон новинарката Ирина Радовановиќ, станува збор за закани по живота. Новинарите не смеат да бидат изложени на притисок и не смеат да трпат смртни закани како во последниот случај. Се поголема е поделбата, особено на социјалните мрежи, и се чини како што во овој период додека трае политичката криза во Македонија, таа поделба се продлабочува се повеќе и повеќе. До кога? Па не, политичката криза овие 2,5 години наназад беше всушност повеќе еден вид на специјална војна, насочена кон јавноста на Република Македонија во целина, да се обликува незиното мислење, да се заплаши целата јавност, да се деморализираат граѓаните, народот на Македонија, пред се македонскиот народ. А конкретно, нели, делот таа специјална војна беше да се напаѓаат лично, директно лицата кои што се сметаат како потенцијални проблеми во стварувањето на овие планови кои што Ирина убаво и прецизно ги објасни тука. Така да ова не е ново. Значи, ние изминативе 2,5 години си изнагледавме такви коментари од самиот избор на темата од страна на СДСМ, дека тоа се бомби со кои што ќе се сруши државата, ќе се срушила партијата на власт, до тик-так од бројувањето во кое што систематски се праќаја пораки до луѓе, се тагираа луѓе, се праќаше порака тик-так, готово одброено, вие готови сте и така натаму. Значи, ова е јасно дека во редовите на партијата СДСМ, во редовите на фондацијата Сорос, во многобројните невладени организации кои што ги имаат меѓу другото за активизам на социјални мрежи, прават планови, прават списоци на луѓе кои што ќе се обидат да ги заплашат, замолчат. Не е нели секој отпорен на ваков вид на закани да може да ги игнорира, туку нели бараат психопрофил на целта и бараат начин како да те заплашат, да те замолчат, за потоа нели реализирањето на нивните планови да оди мирно, да оди без критика, да не се посочува на очигледните катастрофални чекори кои што ги прави партијата СДСМ, од распродавањето на националните интереси на државата, отворањето конфликти со соседни држави,
прифаќањето на странски протекторат, на нелегитимно гласање во собрание, на формирање влада во која што ќе има, не знам, право на вето. Значи, албанските партии, значи, темално менување на Охридскиот рамковен договор. Значи, сите тие катастрофални чекори кои што ги прават во овој период, кои што долго трајно ќе имаат последици по Република Македонија, за кој што јавноста видовме според анкетиве дека се огласи, кажа дека јасно против тоа. Анкетите покажа колабирање на рейтингот на СДСМ. Го видовме масовниот одзив на протестите преку 70 дена. Така да јасно е на партијата, јасно на СДСМ му јасно дека тоа што се обидува да го направи нема капацитет да го спроведе до крај и дека е многу опасна игра. За да се заштитат самите себе, одат во агресија кон тие кои што ги перцепираат дека може да ги отвараат овие прашања во јавноста, критички за нив. Во мојата најава споменав дека се почести нападите кон новинари, без разлика дали станува збор за новинари за кои во јавноста важат дека се поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз или поддржувачи на онаа другата страна. Меѓународната заедница осудувала вакви напади кон новинари, но не ги осудувала сите напади на новинари. Имало и физички напади на новинари за кои што сме немале ниту глас, никаква реакција од меѓународната заедница. Зошто е тоа така? По долго инсистирање во кој што јас бев вклучен, еднаш се случи Дуња Мијатовиќ да осуди, тоа е еден збир на напади врз, ако не се лажам, Радио Слободна Македонија, кој што постојано беше таргет, бидејќи лоцирано спротив владата и секогаш кога СДСМ имаа протести таму, веќе на поминување го напаѓаа тоа радио, ми стана веќе како рутина. Кога беше првпат забранета емисијата на Васко Ефтов на Алсат, ако не се лажам, се погоди се во ист период кога беше нападнат Јан Вилковски пред неговиот дом, значи и на серија инциденти имаше заедно собрани, нападот ниво на Талевска на митинг на СДСМ од поддржувачи на СДСМ. И тогаш Мијатовиќ реагираше за општо, значи не посочи партија, не посочи кој ги извршил сите овие напади, кој е одговорен, од која страна се нели нападачите, од која страна се нападнативе, туку нешто како општо реагирам за зголемениот број инциденти во врска со новинари. Додека за секоја најмала поплака од страна на новинар од редовите на СДСМ, од медиуми под нивна контрола, се реагираше со име и презиме, со упатување пораки на сметка на владата, дека владата директно е одговорна за сето тоа, за напади, за создавање атмосфера на страв. Така да имавме на тотално пристрасна ситуација од страна на ОПСЕ, имавме тотално пристрасна ситуација од страна на Американската амбасада и емисијата на Европската унија тука во нивните извештаи за човекови права, во кои што не ги спомнува инцидентите во кои што беа напаѓани медиуми, да речеме, од десната страна, но редовно во детали ги опишува символичните закани или вербалните напади на новинари од левата опција. Тотално имаше дискрепанција. Се сеќавам неколку пати во повеќе амбасади сум го покренал ова прашање, сум добивал небулозни одговори од типот, не знам, од Американската амбасада неш ми кажа, па зашто не пријавиле? Можам не следат што се случува, па да можат сами да го стават тоа во нивните извештаи. А за некои случаи експресни реакции? Да. А за некои случаи, значи, требало они сами да ни севат, требало они да ни кажат, ние не знаеме што се случува. Или, не знам, дури имавме ситуација, наш не одговорија, ама еве некој се заканувал на други новинари. Значи, како можете сега да оправдате напад врз новинар со тоа што некој друг се заканил на друг новинар? Значи, осудете ги двата случаја, или не осудувајте никога. Ако веќе сакате да создадете атмосфера во која што нема да има такви ситуации, осудете ги двете страни. И директно ми имаат повеќе пати странски дипломати одбиено тоа да го направат. Еве, да видиме доколку СДСМ формира влада, ја повторно се сомневам дека нешто ќе се смени. Значи, повторно... Тоа ми беше и следното прашање. Ирена, доколку Социјалдемократскиот сојуз формира влада, или мандатарот Заев секојдневно е на преговори, најавува дека наскоро ќе финишираат тие преговори, дали нешто ќе се смени во медиумскиот простор, кои се твоите очекувања? Па еве лошо почна. Лошо почна во еве да речам конкретниот мој случај. Значи не е можно тие да не слушнале за случајот, а не излегоа со соопштение да осудат такви закани, значи кон новинарите се остават слободно да работат. Ова е со ова молчење тие го одобруваат тоа
и им даваат поттик на таквите заканувачи, им даваат сила да продолжат да се закануваат или не дај Боже нешто полошо да направат. Јас очекувам од СДСМ, исто како ВМРО-ДПМ нешто излезе и го осуди, значи тој што ми испраќа пораки, очекувам и од СДСМ како партија која ќе формира влада, која треба да биде влада за сите граѓани во Република Македонија, која треба да ги заштити сите граѓани во Република Македонија. Очекувам од СДСМ да излезе и да го осуди тој што ми се заканува од ИСО-ова, само ќе поттикне тие закани да станат чести, или пак, не знам, се најавува нешто со ова молчењево, дали се најавува чистка во медиумите, затварање на медиуми, дали се подготвува да работат медиумите што само на нив им се наклонети. Нека Тоа се прашањата. Ако не е така, треба да изреагираат веќе. Ти помина неколку дена, од таму реакција нема. Со што Добро, тоа е реакција. Со што да, и тоа е реакција со што едноставно сега зашто зборуваат тие ги добија симпатиите на меѓународната заедница најмногу затоа што зборува како медиумите не биле слободни, како не можеле слободно да работат. Значи И веќе имали сега 10 години тоа го зборува, а сега молчат. И најавуваат со ова молчењево тие и што нели се слушаат разни муабети, најавуваат да ги остават само медиумите што им се нив блиски и новинарите што им се нив блиски, што ги фалат, што им се поддржувачи, да ги остават да работат. А не може инако, не треба да спорваат една ултра мега непопуларна платформа, која што целиот македонски народ огорчено се противи против неа, која што ги излажаа македонските гласачи дека на изборите дека не им ја најавија, ништо такво не најавија, постизборно ја прифатија и сега инсистираат да направат влада со тој резултат што го добија на тие избори, на тој начин со таа изборна измама. Сега сакаат да спроведат платформа која што на никога не му беше најавена. Како може тоа да направат? Ако се соочени со критичка обсервација од страна на јавноста, нема шанси тоа да се случи. Они ќе мора да идат сега на наместени дебати, на договорени медиумски настапи без никакви критички прашања. И да се почне пропаганда како треба да се смени името. Неколку време наназад во партијата на СДСМ, они собираат своји поддржувачи кои што урлаат како што влегува Заев. И сега иде ти, појави се таму СМЕ и постави прашање некој критичко. И после тоа иди излезе да те видам надвор од салата се случува. Може ли да очекуваме да се сменат тие работи, еве? Не, нема шанс. Дополнително ќе бидат осилени, мислам. Да, јас сум песимист дека таа психолошка матрица. Таа кампањата околу бомбите привлечени такви бедни суштествени, такви кукавици за тастатури кои што се закануваат на луѓе во редовите на СДСМ, тоа е профил на луѓе кои што не ги привлекаа. Ги имате тамо не знам на гноеви од луѓе, на Тричковски што вика на македонските полицајци да им се деси Куманова да умреат. Ги имате Саша Поликлинико што се радуваше кога почина Слободан Чашуле и Димитар Мирчев како умреа, знаеш. Гадно, грозно. Имате Југослав, како се река, и Звездан. Меѓутоа, токму Социјалдемократскиот сојуз беше партијата која обвинуваше дека е заглушена слободата. Тоа беше цинично пресметана работа од нивна страна да тема за дебата во која што мислам, знаете, ние од 2008 ги имаме тие документи од аферата Надежда што од кабинетот на Црвенковски што пред Заев во кој што јасно стои дека ќе се води кампања пред меѓународни организации да се покаже дека во Македонија медиумската состојба не е слободна. Во 2008 во која СДСМ се уште има солидна јака контрола за огромен број на медиуми во Македонија, дури е далеку посилна од ВМРО, така да. Че тоа е цинично, безобразно од нивна страна одбрана како тема во која што ти немаш да се браниш кога они ги прават извештаи со 10 новинари, они ќе ги одберат, значи невладина на Сорос ќе ги одбера, ќе дадат оценки за медиумската состојба, ќе напишат дека се е катастрофа на ниво на Афганистан таму и тоа го прават. Че такви извештаи и амбасадири им климаат, да, така е, во права сте, ова е проблем и треба да се решава. Тоа беше цинично манипулирано од нивна страна, да
никогаш во својата суштина СДСМ не било определени за слободни медиуми и за медиумски плурализам. Тоа е тотална измама од нивна страна. Ќе имаме ние сега кампања на заплашување, која што претходно можевме да видиме од овие ликови што ги наведов, која што имаш луѓе кои што соочени со, далеко од тоа дека Македонија све е сјајна, но неспорно дека во изминативе 10-11 години имаше невидени резултати пред се на економски план со кои што не може да се мерат. Мислам, ние ќе имаме некои видливи конкретни работи, од типот сега ќе имаме финале на суперкупот на топ сала направена како светски град, како во метропола. Тоа не ги боле, они се бедни, патетични суштества кои што ништо живот не направила, што ги прашуваат, добро, вие 15 години еве нешто што направивте и што може да кажат. И на тоа реагираат со закани, реагираат со коментари како брат му на Саша Ордановски што викаше да цркнете сите по контейнери да копате, како на Тозија, Јована Тозија, што викаше да судавите сите устајковци, зашто гласате за ВМРО, викаше да се удават луѓе во повторно. Грчев? Не, Грчев. Едно чудо ги има Такви луѓе привлекува таа партија. Тоа е. Правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот на тема медиумски простори. Дали ќе има поголема слобода после формирањето на нова влада? Почитувани, останете тука за кратко. Назад во отвореното студио на телевизија Нова, Радовановиќ, како да се спречи атмосферата на агресија поради јавно искажани од збора? Не знам. Немам идеја како да се спречи, но може она што може да го направат надлежните, сите вакви закани да бидат тие што се закануваат да бидат санкционирани. Значи мора да одговара, некој да сноси одговорност за тоа, не може туку така да му напише на некој дека ќе му ги вади органите, дека ќе го убие и тоа да помине туку така или да се сваќа несериозно. Значи секој да си понесе одговорност за искажаниот збор. И да се пријавуваат случаи. Значи, еве, јас го пријавив мојот случај, ги потикнувам и другите што имаат закани да пријавуваат. Полицијата си ја работи работата и може на тој начин секој пред да каже нешто, ќе размисли што зборува. Цветен, твоите... Не, како што кажав, значи, апсолутно мора да се пријавуваат вакви случаи, но пред се мора да има предвид дека ова што СДСМ се обидува да го направи сега преку нивните медиумски кучиња се со цел да се дефокусира вниманието од главната тема, нели, да се замолчат критичарите, да не зборуваат за тоа што СДСМ во моментов го прави. Многу е важно во јавноста да продолжи да се дебатира и да се разговара за подметнатите решенија кои што СДСМ сега ги договара со нивните албански партнери, за редефинирањето на државата, за сите тие последици кои што ние ќе ги имаме во континуитет понатаму од тоа што сега се обидува СДСМ да го направи преку договарањето на тиранска влада и да сватиме дека нели СДСМ најмногу би сакале сега да не занимаваат со монтиране судски процеси, со наводни криминали, со некои приказни, нови снимки, со такви работи, да одлучат внимание од тоа што вистински го прават, од тоа што вистински во моментов се случува во Република Македонија, а тука тоа нема да го чуеме и видиме на медиумите кои што се под СДСМ, кои што се под Сорос, кои што се под USA, тие нема да известуваат критички за тоа што СДСМ го прави. Тие ќе ни кажат дека, како беше ова најновата бедоти од нивна страна, дека се разминал за малку со Доналд Трамп, како не дојде порано во Брисел ќе се сретнеа со Доналд Трамп, за малку се промашија. Значи, со такви глупости ќе се занимаваат медиумите на СДСМ, додека критичките медиуми во земјава ќе обсервираат што е тоа што мандатарот во разминување се обидува да го направи во моментов со неговите албански партнери. Мора да продолжи за тоа да се зборува. Значи, не смееме да дозволиме дефокусирање од главната тема, исто како што нели се направи обид за замолчување на вашиот медиум во екот, во најголемиот тек на протестите против тиранската платформа, почнаа тие монтирани процеси против вашиот медиум, против компанијата која што е собственик на телевизија Сител, исто така, лично против новинари, веќе за банални, за неверојатно смешни работи се водат процеси од страна на СЕО, значи јасен е тој обид за замолчување на сите кои што можат да информираат јавноста навремено, прецизно и точно што е тоа што се договара во собранието и во задкулисите, нели, во
тие тајни преговори за формирање на владата. Ние имавме ситуација кога, не знам, дори ваша новинарка беше нападната на митинг на СДСМ. Значи, тоа е сега обидот на... Токму така и тоа одеше во живо, можеа да го видат гледачите. Тоа е тоа што СДСМ сега ќе се обидува да го прави. Тие критички точки на информирање да ги нападне, да ги замолчи. Јасно е дека нема да успеат, значи веќе имаме, нели, премногу расширени медиумски медиуми и социјални мрежи и граѓаните добро знаат, јасно има што се случува и анкетите го покажуваат тоа, така да казната ќе биде уште пострашна за СДСМ, гледајќи го начинот на кој што одбраа да го имплементираат овој план со сила, со подметнувања, со лажење, со манипулации, со заплашување на тие што ги критикуваат, така да тотално ќе платат страшна казна и СДСМ и сите што околу нив, но јасно е дека овој момент мора да се остане приседен и да се продолжи професионално да се врши работата, како што Ирена прави, да се информира за тоа што се случува. Така. Ќе поразговараме подоцна и за коктелото за медиумите во кој беше и ти член, телото кое оценуваше работата на медиумите и нивното известување за време на предизборието. Радовановиќ, очекуваш ли да има притисоци врз новинарите откако ќе се формира нова влада или очекуваш слободно да си ја вршиш својата работа? Не очекувам слободно да си ја вршам, јас веќе имам искуство. Во 2002 година, кога дојде СДСМ на власт, јас работев во вечер, значи Нова Македонија се приватизираше и Дани се закани, Никола Поповски беше тогаш на пресконференција, рече дека прво што ќе направат, ќе го решат случајот со Нова Македонија и тоа и го направија. Дојдоа на власт 2002 година, оставија, колку бевме таму, 1200 вработени на улица, ги продадоа брендовите без никаква обврска спрема вработените. Значи, јас веќе имам поминато низ нешто слично. Во АПС е директорот? Така беше? Да, и што се случи тогаш, значи, многу луѓе останаа на улица, меѓу кои и јас. И светење имаше, и од страна СДС имаше светење, меѓутоа, ниту еден од тие новинари не го кажуваше својот случај јавно, јавноста не беше информирана. Што се случува со луѓето што работат? Па зошто? Па да ви кажам, јас милиони ситуации сум поминувала во новинарство, никогаш не сум чувствувала потреба тоа јавно да го зборувам, да кажувам. Ова е прв пат, оти веќе ова е закана по живот, знаете, ова е веќе закана дека некој мене сака да ме убие. Јас од тие причини излегов, иначе дека многу работи сум преживувала во новинарство и сум молчала. Не сум кажувала, едноставно. А кога се случи, значи, Нова Македонија, кога ја затворија СДСМ, кога ги продадоа брендовите, значи, сите медиуми тогаш и сите новинари навива таа куќа да биде затворена. Немаше никој што не поддржува. Сега што се многу што изиграва дека се многу они човечни или не знам, сочувствуваат со нечии судбини, тогаш, например, никој не сочувствуваше со нашата судбина. И се снаоѓавме кој како ме, некој што важеа дека се, нели, што се симпатизери на ВМРО ДПМН и тогашното. Седеа по година и пол, две без работа. Никој не ги праша како им е на тие луѓе. Работеа во медиуми без пари, нели, кај што не можат да ве читаат. Значи, и сега кога одредени новинари доживеа некоја слична судбина, бараат од мене, јас да ги штитам и да ги бранам или да ги поддржувам. Јас тогаш сум се одлучила дека сама ќе си ја водам битката, значи сама ќе се снаоѓам. Не барам ниту еден медиум, фала ви што на сите медиуми што ме поддржуваат. И ви кажувам дека јас сум имала низа ситуации во новинарство, не членувам во ниедно здружение. И сум имала разни ситуации, никогаш не сум се пожалила јавно, туку сум ја прифаќала одредена ситуација дека така морала да биде и сум продолжувала понатам. Значи, не дека мене секогаш ми било многу добро во новинарството.
А некој бара, кога ќе му се случи нешто, дека треба, не знам, цела ние сите да се занимаваме со неговиот случај. Па имав јас критика дека јас сум молчала и за тоа требало да ме бесат, така прочитав. Не мене, него општо сите што важиме дека сме ја поддржуваме нели до скорешната власт што беше, што не се согласуваме со СДСМ и дека требале да бидеме бесени. Знаете, и имате таму поддршка на тој човек што тоа го кажува, имате поддршка од новинари, што никогаш па не се прашале, јас ни што поминувам и како мене ми било во овие 20 години од новинарство. Меѓутоа, голем е проблемот што новинарите на вистина се поделени. Зошто не може да функционира едно здружение на новинари без разлика кој кон која политичка партија има симпатии, кој во каков медиум работи, кој какви интереси има. Зошто е прашањето сите новинари не можат ли да бидат обединети кога станува збор за новинарството и за слободата на изразување? Не, тешко. Тешко, јас не верувам во такво нешто одамна. Одамна сум се, уште кога беше случајот со Нова Македонија, кога видов дека одвај чека многу од новинарите да биде затворена Нова Македонија, некако не ни сакав да влегувам во едно здружение или во друго здружение, оти секој сака поддршка за неговите интереси. Значи, тој сака група на луѓе што ќе го поддржуваат, него што ќе го поддржуваат и тој ќе си тера некоја агенда, не верувам во. Го поставам ова прашање за тоа што често луѓе што не се дел од новинарската фила, кога разговарам со нив, ме прашуваат зошто толку се поделени новинарите, зошто би се потребни две здруженија или два синдикати или три здруженија, три синдикати, зошто сите не можете да бидете дел од едно здружение и тоа здружение да ги застапува интересите на сите новинари. Нема една група новинари кои што агресивно отворено влегува таа кампања да се прават овие монтирани извештаи за слобода на медиуми во Македонија, да се практично има голем број новинари кои што веќе не работат како новинари, туку работат во организации, во невладини организации на Сорос, на USAID за мониторирање на состојбите во новинарството. Значи, веќе нивната плата доаѓа од тоа за да направат што е можно поцрн, понегативен извештај за Македонија, за потоа да добиват дополнителни пари за да направат некој портал или некој нов проект за оправање на новинарството, што е класичен случај кога те плаќаат да поправиш нека ситуација, уствари ти знаеш дека твојата заработувачка зависи од таа состојба никогаш да не се подобри и штанцаш извештаи дека не знам, ова е катастрофа, дека овде никаква слобода на новинарство нема, а гледаме на Facebook, на Twitter, на социјалните мрежи, на порталите кои што сака се пишува, гледаме дека си имаме горе-долу паритет на лево ориентирани, десно ориентирани телевизии, весници и други радио, станици. Немаше никаква реакција, спомна Ирена повеќе пати, Нова Македонија немаше никаква реакција, сега имаме два весници се затворија, што тука. Нема никаква реакција, значи нема паника кај во дипломатскиот кор, нема реакција од не знам, дежурните невладени организации за следење на состојбата со медиумите да кажат дека тоа е лошо. Дури еден од тие медиуми беше тврдо отворен, ориентиран про СДСМ, значи беше буквално нивно гласило со деценија и пол. Така да тоа е, тотална селективност во пристапот, значи нешто што денеска е проблем кога го прави ВМРО, утре нема да биде никаков проблем кога го прави СДСМ од истите луѓе кои што велела дека не знам, медиум не смее да се гони кривично, викаат порано. Сега гледаме дека имаме нарачани судски процеси од значи Катица Јанева и гледаме дека не е тоа никаков проблем, дека тоа е во ред. Од друга страна, кривични случаи за телевизии кои што се ориентирани про СДСМ или за лидерот на СДСМ се ставаат под тепих, се игнорираат, во ред да се пропуштаат рочишта, во ред да се помилуваат тогаш луѓе. Тогаш олигархот, нели, газдата кој што држи про СДСМовската телевизија не е проблем, она окей. А нели за другиве твоите политички противници, тоа мора да се истражи до крај, тоа било страшен скандал. Така да имаме тотално двојни стандарди и сега нели тоа е многу посмешно и многу потрагично делува за оваа група луѓе, група новинари ориентирани кон СДСМ, затоа што па тие толку време инсистира дека тие се заштитници на слободата на новинарството, дека тие, значи полни им беа устите, мед им течеше
нели млеко од устите дека они се борат за слобода на говор, за слобода на изразување, против судски, партиски, било какви притисоци на медиумите и сега нив ги нема, тие молчат. Ја барем не сум инсистирал на такво нешто, дека не сум идал на 100 дебати за да зборувам по Брисел или лева десно такво нешто. Не, тие навиваат сега да бидеме обесени на плоштад. Не е така. Бараат крв. Тука е иронијата. Тие борците за слобода на говор, за демократија, тие бараат сега крв. И тие порано многу убаво си живеа, нели, влеча од странците, од странски пари, од фондови, влеча пари и добива пари, тука вршеа пропаганда. Странците со СДСМ ги слушаше странците и сите супер си живеа мирно. Не смеше, значи, вие немаше некое различно мислење. Весниците беа како јајце на јајце, сите беа исти. Значи, тоа они го сакаат. Сите медиуми да бидат исти како тие, значи, странците рекоа порано, значи за било која ситуација во Македонија што ќе се случеше, први се прашуваа странците што мислат, па после друг се прашуваш. Тоа го сакаат они. Они демократија подразбираат странците што ќе кажат. Тоа е за нив демократија. Социјалдемократскиот сојуз чинам инсистираше во преговорите додека се водеа во причина да се формира едно адхок тело која ќе оценува работата на медиумите, баш токму поради оние тврдења дека нема слобода на изразување во Република Македонија, се формира тоа тело, ја оценуваше работата на медиумите, казнуваше медиуми за известувањето, дури за начинот на кој се читаат, односно за тоналитетот со кој се читаат вестите, за гримасите кои ги има презентерот додека е во студио, за новинарот додека известува на митинзите, аголот од кој се известува. Ние како медиум конкретно бевме казнети, Цветин ти беше дел од тоа тело, од адхок телото. Се проширија некои муабети во јавноста дека можеби ќе се формира повторно едно такво тело кое ќе оценува работата на медиумите, дали тоа значи дека ќе има уште поголеми казни за молчување на новинари и затварање на медиуми? Нема потреба да се формира ново тело, бидејќи гледаме дека раководството на Агенцијата за медиуми во некој чајнички, ја би рекол дури, илузорен обид да си ги зачуваат своите дебело платени функции, се повеќе од подготвени додат во таа насока која што нив ја бараат СДСМ, ја бараат невладините на Сорос, ја бараат некои од амбасадорите во Скопје, така да нема потреба да адхок тело сега, откако очигледно дека раководството на Агенцијата за медиуми е веќе вклучено во таа кампања, продуцира по изборите извештаи, оценува, критикува, напаѓа медиуми, им кажува како да си ја вршат работата и така натаму. И тоа повторно истите медиуми кои што беа казнувани за време на тие 100 дена на адхок телото, повторно се таргет. Така да јасно е дека тоа што СДСМ го сакаше да ја стави Агенцијата за медиуми под своја контрола пред изборите, очигледно дека тоа во голема мерка го имаат исполнето, го имаат реализирано. Може ли да дојде до обиди за одземање на лиценци на медиуми? Значи, во пржинските договори, во законот, во измените за изборниот законник е строго наведено дека не сме да има одземање на лиценца за медиум врз основа на тоа што ќе го кажа адхок телото и што ќе го заклучи Агенцијата за медиуми. Самото тоа што таков член е ставен таму јасно ви кажува дека една страна барала тоа да се случи за време на преговорите. Беа објавени барањата на СДСМ за регулирање на медиумите, таму стоеше дека треба опозицијата да има контрола над Агенцијата за медиуми, сега сигурно нема да го бараат тоа. Директорот да биде од нивна страна именуван и тој да има право да одзема лиценци и замислете да казнува новинари ако бидат небалансирани, така што ќе им забрани од 3 до 6 месеци да се појават на телевизија. Значи тоа беше барањето на СДСМ. И тука, меѓу другото, заради тоа се одложија изборите, бидејќи ВМРО ова го одбиваше како закон кој што местото му е некоја држава која што името и завршува на стан, Таџикистан, Казахстан, Киргистан, а не во Македонија, не во кандидатка за Европска унија. Значи барањето на СДСМ од старт беше тотално тоталитарно, безумно тоталитарно. Сега гледаме дека агенцијата ќе биде подготвена да го одработува тоа. Некои од членовите од СДСМ предложени, повеќе пати сум го кажал и на вашата телевизија, колегата Трпеновски кој што беше предложен од СДСМ, еднаш отворено кажа на собир со повеќе амбасадори дека по изборите, доколку СДСМ победи и формира влада, да речеме, после пораз, врз основа на нашите извештаи од адхок телото од Агенцијата за медиуми ќе се затворат
телевизии, кои што биле небалансирани. И сега он јасно е дека тоа некој му го кажал на него, не е толку паметен сам да го смисли, значи јасно е дека за тоа се зборувало во редовите на СДСМ. Јасно е дека така размислувале, дека тие извештаи или некои идни извештаи кои што ќе ги направи Агенцијата за медиуми ќе служат како основа за одземање лиценци, доколку не успее по овој план со финансиско осакатување, уништување да се уништат медиумите кои што би известувале критички за СДСМ. И тоа не верувам дека некој дипломатскиот кор ќе го осуди во моментов, гледам дека сите се фокусирани на меѓутоа крајната тоа е контра оние заложби кои постојано ги зборуваме на Социјалдемократскиот сојуз за слобода на изразување. Тоа викам, затоа велам дека е особено смешно сега што луѓе во кои што им беа полни устите со слобода на медиуми, сега ќе ги гледаме и веќе ги гледаме како најголеми џелати. Да, тие барат со изговор демек нели режимот. И сега што сакаат тие да воспостават свој режим? Така излегува работава. Или се бориш против режима, што сакаш твој режим да воспоставиш. Тие бара, значи, да се тргнат сите што ќе се побунат против политиките на СДСМ, односно сега ќе се врши една пропаганда за промена на име, за спроведување на тиранската платформа, значи ќе се тргнат сите новинари што го критикуваат тоа. А дел веќе се тргнат. Па или ако на пример вака ќе ве заплашуваат, ќе ве не знам што им е идејата. А какви извештаи може да очекуваме во однос на Македонија и слободата на изразување, слободата на медиумите во земјава, со оглед на тоа што знаеме дека Социјалдемократскиот сојуз барем за сега има поддршката од меѓународната заедница и со тоа што знаеме каде се кројат овие извештаи и доколку се случува се во ова што го говориме изминатиот час, какви ќе бидат извештаите? Ако истите организации што ги пишуваа извештаите во време на мандатот на ВМРО ДПМН не ги пишуваат и во иднина, значи ако тоа биде Центарот за развој на медиуми на Сорос, ако бидат тоа Метаморфозис, Репортери без граници, Freedom House, извештаите нема ништо да нотираат од сето ова што го зборуваме сега, макар и да биде убиен некој, да не изборам за бркање од работи за такви работи, нема да има ништо. Виднаш ќе биде нотирано дека тука има слобода на говор, ќе рипнеме некој кускалила, ќе биде се супер, ќе си живеат среќни и весели. Така, сега на тоа ќе се оди под изговор дека новинари, медиуми поддржувале режим, од таков изговор ќе се тргнат сите што критички што го критикуваат СДСМ, што ги критикуваат меѓународната заедница, што не сака да дојде до исчезнување на Македонија, значи тие ќе се тргнат. И тоа внимавајте, Агенцијата за медиуми има со закон добиена права да контролира не само телевизии, туку и портали. И сега ние во адхок телот инсистиравме тоа да не се прави, и агенцијата не беше подготвена тоа да го прави, но гледаме како оди дебатата и во САД и во Европската унија, значи од истите кругови кои што ги инспирираат овие идеи во Македонија веќе зборуваат за медиуми кои што се руска пропаганда, кои што се фейк ньюз, лажни вести, па нели, Доналд Трамп им враќаше не вие сте лажни вести. Значи ние ќе имаме ситуација која што набргу ќе дојде момент кога апсолутно ќе побараат и Агенцијата за медиуми ќе им го направи тоа, контрола на интернет портали, ќе направи контрола на Facebook и Twitter, бидејќи не можат да спроведат вакво нешто без да има бунт кај народот, да има реакција кај народот. Значи ќе мора да го замолчат не само конвенционалните медиуми, ајде печатените, радиостаниците, телевизиите ќе ги стават под своја. Ќе мора на крај социјалните мрежи да ги замолчуваат една по една, затоа што ова не може да им помине така како што не го замислила, без отпор и без реакција кај граѓаните, без да платат висока и тешка политичка цена. Значи ќе дојдеме до ситуација во која што ќе дојдат до толкување дека па не знам, интернет портала и Facebook, ајде да видиме дали твојот Facebook статус содржи вистинит коментар, ќе дојдеме до затворање на Facebook и на Twitter. Веќе се случува, например, и во Англија се случува, во други земји. По нападов сега во Манчестер, значи се случува и во САД. Така да не тоа е таа тоталитарна матрица која што имаат превземено нашиве левичари од своите собраќа на Запад и тоа ќе сакаат да го влечат од комунизмот, значи. Постара, ама сега има надградена и проширена. Да, сега има надградена и проширена, се влече од 40 имаат нова фарба удрена, шарена сега на фарба.
имаат удрено и очекувате тоа. Цветин, кога се носеа одлуките во ад хок телото, повторно би се навратила на тоа, имаше прилично натегање и ти, колешката Димишковска, имавте издвоени мислења во однос на тоа кога требаше да се казнуваат медиумите и се казнуваа само одредени медиуми, а одредени медиуми воопшто чи нам не беа предмет на обсервација или немаше ниту една казна за некој медиум. Инсистиравте ли вие како членови предложени од ВМРО ДПМН да се казнат и останатите медиуми, ја обсервиравте ли нивната работа и нивното известување? Во последниот циклус гласавме сите, скоро сите, за да се казнат безмалку сите медиуми. И тоа беше повеќе како од наша страна. Јас и Димишкова редовно гласавме против казнување. На крај сите гласавме за, чисто да им се прати порака и до медиумите. Баш ова што го зборуваше ти во контекст на тоа каде е тука солидарноста во фелата. Да сватат дека тоа монструозно проширување на овластувањата на Агенцијата за медиуми утре не знаеш на кога ќе му се по кога ќе удрат. Ти само би мислиш дека супер ова ќе важи за ВМРО-вците, нивните телевизии нека се затворат, ние ќе просперираме ако си новинар близок до СДСМ. Не знаеш утре што ќе те снајде и кој ќе биде во таа агенција и какви властувања ќе дадат, не знаеш како ќе се подалат внатре и во СДСМ работите и во коалицијата што се обидуваат да ја направат сега. Така да тоа е страшно за сите нас, не само за луѓето за кои што е замислено да бидат таргет во моментов. Иначе кажав повеќе пати, начинот на гласање беше таков во кој што двајцата членови предложени од СДСМ бараа казни за медиуми што ги перцепираа како блиски до ВМРО, вашата телевизија беше меѓу нив. Од вашата телевизија редовно испраќа информации дека колку пати го поканиле Зоран Заев на интервју, одбил да дојде, колку пониски функционери од СДСМ биле поканети. Апсолутно, јас сум сведок токму на вакви дебати, каневме и функционери од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа јавно ги викавте преку камера. Апсолутно. Човекот што требаше биде решавачкиот глас, неутралниот представник на албанската заедница, неговата невладина организација за време на работата на ад хок телото доби дел од проект вреден $9,5 милиони од USAID заедно со фондацијата Сорос. Можете да претпоставите како гласаше човекот после тоа, значи $9,5 милиони кои ќе ти ги дадат. Барем дел, нели, колку е тоа по рамковен, не знам, ама си ги добија. Така да јасно, дека после тоа си ги имаа загарантирани 3 гласа во телото. Наше беше да речеме повеќе пати да им даваме кога ќе изнесе некои ступидни забелешки, кои што ги наведе како новинар на Сител или на Нова или на Алфа, погледнал во камерата, се свртал, како му бил тонот на гласот, кога читал Везда Сител, кога читал за... Тоа ми беше прашањето, се бара банални причини? Глупости, тоа беше дебилизам, мислам. Тоа беа такви неписмени мислења, че ги гледав како се путат луѓе да ги напишат мислења, дали да им се смееш, дали да ги жалиш. Луѓе што се нафатиле тоа да го прават, кога ги како новинари се представат наши колеги, уствари сакаат да бидат цензори, замолчувачи на медиуми, ама не се па ни способни ни тоа да го направат, па се потаа тамо да измислат, читаат закони, па се обидуваат да ги толкуваат креативно за такви идиотштини и после тоа нели наша страна беше многу проста работава. Ќе наведевме 10 такви примери, идентични примери од Телма, од 24 вести, од Алсат, од медиуми блиски до СДСМ. И ќе кажа, не, тоа не е забелешка. Како не е? Па добре, ајде вие од ВМРО предложени, вие гласајте за казнување на Телма. Се не викаме, чекајте, значи вие вашите критериуми принципиелни се дека нели заради ова треба да се казни медиум. Казнете ги сите, гласајте да ги казнете еве и Телма, за истите забелешки што ги издвојувате кај сите. Не ајде да гласаме партиски. Вие гласајте од ВМРО да се казни Телма, ние ќе гласаме да се казни Сител. И знаеш, ти им викаш, ова веќе е комедија некоја, значи се ние за какви принципи зборуваме тука, ние сме новинари. Океј, номинирани од партија, да ја барам малце од малце да браниме некои принципи. Од наша страна, јас и колешката Димишкова викавме, во Македонија постои медиумски плурализам. Не во рамки на една телевизија, но општо, ако сакаш си гледаш вести на една телевизија, сакаш си гледаш на друга. Ако не ти се свија, може да го смениш каналот. Двете, апсолутно. Ние викавме, не бараме казна. Различни мислења, да не биде сега едно мислење да доминира. Нивниот став беше дека небалансирана телевизија треба да се казни. Ние викавме, окей, еве исти примери за небалансираност кај телевизија која што е од ваша, тоа не смеме да ги казниме, тие се наши. Викам, човек, што да ти кажам на тоа? Колку тие, еве дали мене некој од тие, ти што ги викаш, леви медиуми, што се поддржувачи на СДСМ,
колку тие медиуми кои би ми објавил моја колумна таму. И се по тоа ќе видите колку се тие нели колку сакаат да слушнат различно мислење од нивното, колку се демократи или се залагаа за слобода на изразување, слобода на говор, бранат туѓо мислење поинакво од нивното. Опе Катица Јанева ја бране за тоа интервјуто кога читаше, не па за друга. Нема тоа, беше тогаш се пробидното. Не знам како ќе се реши ситуацијава, страшна е, не е добра. Ќе позборуваме за очекувањата. Почитувани, тука правиме уште една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото со завршните минути од вечерашното отворено студио. Почитувани, останете тука. Назад во отвореното студио на телевизија Нова разговараме за состојбата со медиумите во Македонија, но и за сето она што ќе донесе формирањето на нова влада. Преговорите се во тек, веќе финишираат. Ние сме новинари кои што ги следиме политичките случувања во државата, известуваме од политичките партии за сето она што се случува и што се поврзува со внатрешната политика во Македонија. Цветин исто така и добар познавач на надворешната политика. Што очекувате сега во периодот што следи? Споменав преговорите во тек, неизвестно беса дали ќе влезе, дали ќе биде дел од новата влада. Каков очекувате да биде распоредот на силите во собранието и што ќе се случува таму? Се чини дека целата битка ќе биде таму околу носењето на законите. Да не се странциве, ова влада е формирана со меѓународна поддршка. Исто како што беше избран и талат, онака нелегитимно, по желба на странците. И оваа влада ќе одржи меѓународната заедница, значи инсистира таа да се формира, да биде СДСМ партијата што ќе формира нели заедно со албанските партии, да не се странците и тие да нема оваа комбинација на партии, поддршка од странците, не, за 2 секунди ќе се распаднат. Меѓутоа голема улога ќе има меѓународниот фактор, што Заев има поддршка од меѓународниот фактор. За се разбира, тие си имаат други планови со Македонија, сакаат бараат човек кој ќе направи компромис со Грција, значи смена на името за Македонија, нели, дали ќе опстои Македонија како држава, не знам, нели за влез во ЕУ, НАТО. И без таа поддршка со 62 пратеника, што разбрав, нели, беса. Да, неизвестно е се уште. Се уште е неизвестна влезот во влада на беса, со 62 пратеника. Па да не дојдат неколку пратеници, не може закон таму да се донесе. Ќе ги бројат бе како за талат, не е тоа проблем. Да, за талат, да, имаш право. Нема проблем, они веќе кога помина тоа, може се да помине во собрание, ако... Очекувањето од пратениците од ВМРО ДПМН? Сега не знам, ВМРО доста се повлечени, молчеливи. Сега како ќе се однесуваат, не знам. Меѓутоа и тие си имаат проблем со специјалното јавно обвинителство. ВМРО ДПМН се таргетот на специјалното јавно обвинителство. И тоа од тие 95% прислушувани разговори што нели опозицијата беше снимана, не видовме ни еден случај до сега специјалното јавно обвинителство да покрене каде што е опозицијата вмешана. Значи до сега што се случаи што излегуваат, тоа се сите лица од ВМРО ДПМН или блиски на ВМРО ДПМН. А нели опозицијата беше таа што беше прислушувана. Еве чекаме да видиме еден случај да излезе во кој ќе видиме и лица, значи со тоа да докажат дека тие не се пристрасни, значи не прат селекција и гонат. Ирина, не се така. Не, јас се добро сега, иронично. Дека ќе гонат секој еден што се огрешил со законот, ќе поведуваат обвинение. Еве, поведува обвинение за шамари што не се случиле, а може таму има нешто друго што, например, Заев договарал тендери во Струмица,
Тоа не дај Боже, нема такво нешто, да. Не, види, ВМРО со моментов повлечени му даваат доволно јажа на политичкиот противник сам да се обесе, бидејќи ВМРО многу добро знаат што значи тоа се преговара со грците да се решава името, многу добро знаат што значи тоа се преговара со албански партии да им се задоволат националистичките барања и да се добие некаква стабилна коалиција со нив и во поглед на вработување, во поглед на тие специјални барања што ги имаат албанските партии за тендери и за што се не и во поглед на национализмот кој што мора да го билдаат. Сега ВМРО знае дека тоа што СДСМ треба да го испорача е невозможно. Ама зошто да му да правиш проблем на противникот кога додека сам си прави на себе штета. Така да очигледно ВМРО се тргна, таква е ситуацијата, со активниот отпор се стигна до таму дека што се стигна до еден подпис од еден ноторен лажго на гаранција дека нема да спроведе тиранската платформа. Значи сега Заев или ќе ги изневери своите идни потенцијални албански коалицијски партнери, ќе ги излаже неговите финансиери од Берн или од каде и да се. Според ова ќе има разочарани. Или тоа ќе бидат неговите етнички македонски гласачи кои што според анкетата на ИРИБ ги имаат напуштено во огромен процент. Така да Заев некаде тука ќе се сопне. ВМРО многу, значи начинот на насување на ВМРО и кон Грција и кон албанските коалицијски партнери е детерминиран од реалноста на теренот со кој што си имаа соочувано овие години. Си имаат работа со таков тип на луѓе и се однесуваа на одреден начин. Пристапот на Заев, пристапот на Могерини, на Хојти е како Божем, грците двајде да чекаат да не пуштат во НАТО и во ЕУ, само ние не сме ги прашале љубезно. Мислам, е на таква наивно гледање на дворичната политика со виножите и еднорози, мислам што тоа им фали да стават во програмата. Во Грција имаат партиите, нели има зацртано црвени линии и не поминуваат преку тие црвени линии. Меѓутоа, нели треба да, како беше Заев, да го свиткаме рветот. И дури имаше предлог да се тргне споменикот на Александар Македонски, нели воинот на коњ од плоштад, за да ги затоплеле односите со грците. Како прво 2008 тој споменик не беше таму. Нити беа автопатине, некој автопат се нарекуваше дали Александар Македонски, дали Филип. Значи 2008 ние не влеговме во НАТО. Грција го попречи влезот на НАТО. Тогаш немаше ни автопати именувани со нели овие македонските антички војсководци, ниту пак беше споменикот Александар Македонски, ниту пак имаше други споменици. Нема, пази, тогаш притисокот... Таа е позиција на... Ќе не однесе ли новата влада во НАТО? Не, пази, 2008 притисокот дојде од Џорџ Буш, кој што даде изјава во Букурешт, утре ќе ги примиме Албанија, Македонија и Хрватска во НАТО. Значи, председателот на Америка го кажа тоа. Сега притисокот на Грција доаѓа од Хојт Брајан Ји, кој што самиот во неодамнешен настап во Конгресот, на директно прашање на конгресмен, кој што вика, добро, човек, дали си ти во комуникација со твојот државен секретар, Рекс Тилерсон за Балканот? Мораше да признае, кога така го прашава веќе директно, па не су. Значи, никакво чиновниче, човек кој што титула, се не се зафркам, стварно така му е титулата, помошник, заменик, државен секретар. Не е ни заменик, не е ни помошник, него е помошник на заменикот. А заменик нема. Значи, таа позиција е празна. И он треба ги притисне грците. Ама во ред, еве нека пробаат, баш да видиме нека пробаат. Ја и напишав во еден коментар на Facebook, тоа е една работа која што не им посакувам неуспех, бидејќи да речеме откако го подпали албанскиот национализам, една работа која што може да го смири, а да не биде да не биде тоа федерализација, кантонизација, инциденти, конфликти и такви работи, е да речеме некаков напредок во преговори за ЕУ или за НАТО, па еве нека пробаат. Ама знаеки како се преговараше до сега, значи во 2000 ние кандидат Македонија, значи сега слушам од имињата што се вртат во новата влада, сега Радмила Шекеринска ќе биде најверојатно министер за одбрана и сега таа сака да ги добие лвориките дека таа ќе ја внесе Македонија во НАТО, нели? Како што ја доби кандидатски статус за ЕУ. Ние кога го добивме кандидатскиот статус, значи тогаш беше спроведен рамковниот договор и СДСМ ништо друго не правеше, само го спроведуваше рамковниот договор и територијалната реорганизација.
што ја подели Македонија по етничка линија, за да може сега да ја докрајчат, односно да ја федерализираат. Ја подели и имате ситуација сега кога, нели, последиците од таа територијална реорганизација ги гледаме денеска и од рамковниот договор ги гледаме денеска, на што се случува, државата е тотално поделена по етничка линија и сега треба да ја довршат Македонија и така, нели, не може без промена на име, не може да влеземе во НАТО. Значи грците се јасни тука. И тај 2008 како беше, таа ветуваше и порано дека за 6 месеци ќе внесе Македонија во НАТО, а сега работава држава да го задржи името, значи да не се попушта, како што имаат грците црвени линии, така да имаме и ние наши црвени линии. Меѓутоа, овдека едната страна е премногу попустила СДСМ, затоа ја добива поддршката за да, не знам, со оваа држава што ќе се случува. Јас не сум оптимист, значи од самото тоа што се бара да се промени името, се бара да се промени идентитетот на македонците. Со програмата, значи ќе почне да се кантони ќе се прават во Македонија, значи кантонизација. Двојазичност на целата територија, мислам, која ќе биде таа држава? Значи дали тоа ќе биде Македонија? Тоа ќе биде некоја, не знам што ќе биде, нова држава, или федерализација, немам некако не сум оптимист за иднината на Македонија, особено со СДСМ на власт. Крај. Почитувани, Цветин, да немаш нешто да додадеш? Си кажи. Така. Ви благодарам за гостувањето вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, тука ви се заблагодарувам што не следевте во изминатиот час и половина. Останете со нас, следува најновиот информативен преглед. Вечерва со колешката Елена Шишковска. Јас ви посакувам добра ноќ.